Бегалка од руската агресија, приказната на украинската дизајнерка Елизавета Матјушенко, која живее и работи во Скопје. Во студентскиот дом Пелагонија во Скопје е отворена просторија за дружење и социјализирање. Помалку од 1% од комуналниот отпад во Скопје се селектира. Здраво на сите! Добредојдовте во уште една епизода на Шорткат. Јас сум Нина, а ова се настаните што одбележа изминатата недела. Денешната емисија ја почнуваме со една одлична вест за студентите. Во студентскиот дом Пелагонија во Скопје е отворена просторија за дружење и социјализирање, каде студентите ќе имаат можност да се дружат, да пијат кафе, да играат интерактивни игри и да планираат заеднички активности. Просторијата може да ја користи секој студент сместен во студентскиот дом и ќе биде достапна за користење во текот на целиот ден. Просторијата за дружење и социјализирање е опремена со помош на средствата собрани на хуманитарната студентска забава што во декември ја организираше Универзитетското студентско собрание на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Собата е опремена со мебел и бела техника, кафемати, а студентите на располагање веќе имаат повеќе друштвени игри. Муралите на зидовите ги исцртале студенти од факултетот за ликовна уметност при УКИМ. За оваа просторија се потрошени половина од собраните средства на хуманитарната забава, односно околу 63.000 денари, додека со другата половина од средствата наскоро ќе биде опремен ист ваков простор и во студентскиот дом Гоце Делчев. Продолжуваме со вест за потребата од поголема селекција на отпадот. Преку јавното предпријатие Комунална хигиена во Скопје во првите 6 месеци од 2022 година во главниот град биле селектирани 343,5 тони комунален отпад наспроти 262,7 тони колку што биле селектирани во истиот период од 2021 година. Сепак и покрај ваквото зголемување, селектираниот отпад учествувал само со околу 0,45% од вкупниот комунален отпад што во тие 6 месеци бил собран во Скопје. Борче Кузмановски, експерт за отпад од Сдруженијето Go Green, вели дека селектираните количини за било кој тек на отпад се навистина мали и далеку се од целите кои сакаме да ги постигнеме, а комунална хигиена се соочува со слаби капацитети и застарени и дотраени возила. Тој го наведува успешниот пример на комуналното предпријатие на општина Прилеп, каде што на отпадот гледаат како на можност за дополнителна заработка и ги советуваат директорите на комуналните предпријатија да формираат тимови кои заеднички би работеле под менторство на тимот од Прилеп. Јавните комунални предпријатија треба да изнајдат модел како дел од неформалните собирачи на отпадот да се инкорпорираат во нивната структура и да ги искористат нивните вештини и искуство при селекцијата на отпадот, појаснува Борче Кузмановски. Руската инвазија на Украина, која трае веќе една година, ја предизвика најтешката бегалска криза во Европа од крајот на Втората светска војна. До сега, според податоците на Агенцијата на Обединетите нации за бегалци низ европските држави, евидентирани се над 8 милиони бегалци од Украина, а речиси 5 милиони бараат привремена заштита или користат други механизми за заштита во Европа. Според податоците од Агенцијата на Обединетите нации за бегалци, 6483 украинци спас барале во земјава. Меѓу нив е и 30-годишната дизајнерка Елизавета Матјушенко. Повеќе за нејзиното патешествие погледнете во прилогот што следува. Младата дизајнерка Елизавета Матјушенко е една од украинските бегалци кои спасот од руските гранати го нашла во Македонија. Незината сестра нашла засолниште во Бугарија, а таа сега со дел од семејството живее во Скопје, затоа што тука имала пријателка чиј сопруг е македонец. I'm from Ukraine, from Kharkiv, from small village near Kharkiv, next to the Russian border. One of our house destroyed because of Russian attack. Actually, we left Kharkiv and we spent some time in Lviv, and it was like a safe place, but all the time this alarm that because of some air attack, and it's a little bit nervous. But we just thinking how we can go
abroad to my friend to Macedonia. My last thought how my grandma can how I can transport. Елизавета, гледајќи ги фотографиите од нивната разрушена куќа, вели дека ако не успеале да излезат, сигурно ќе загинеле. Едно од гранатите паднало точно врз креветот на низината баба. Таа, додека тенкови ги газеле низините слики, успеала да ги спаси и баба ѝ, а и низиниот очув и дедо од хоророт што го преживеале. Се надева дека низиниот татко ќе ја преживее војната. And my father near Lviv in safe place, I think. It's not so safe because we don't have any safe place in Ukraine now. По пристигнувањето во Македонија, Елизавета требаше да води нова битка. За да не зависи само од помошта на незините пријатели, таа покрај тоа што своите дизајни ги продава преку различни платформи, како Shutterstock, успеала тука да најде и хонорарна работа. Но заради незиниот статус за престој во земјава, не може да биде сигурна дека ќе добие долгорочен договор. А за сега работи илустрации за детски сликовници, ги дизајнираше и беџовите за етноклубот на Институтот за етнологија и антропологија, а работи и дизајни за еколошката организација Екосвест. My friend, as I told you, has a husband here. It's Macedonian guy, and he support us very much, and all his family support us. And his sister, it's a professor here, and that's why, like, I have this connection with local people, and it's so good for our brain, our mind to go out somewhere and have some work here. Елизавета се надева дека набргу македонските власти, чии представници неколку пати досега беа во Украина, ќе ги одржат ветувањата и ќе најдат решение за пристапот до здравствена заштита на украинците кои се наоѓаат во нашата земја, пристапот до образование на украинските деца, како и пристапот до работни места за привремено раселените украинци. А овој проблем го истакна и председателот на Сдруженијето на украинци во земјава, Лесија Украинка, Олександар Урбановиќ, за време на митингот по повод годишнината од почетокот на руската инвазија врз Украина. Се соочуваме со бегалската криза. Во бегалската криза ни помогна многу Црвениот крст, хуманитарна организација Свети Спас и организација Легис, со што нашите бегалците тука згрижени со храна, со хигиена, со све и со лекување, што се овозможува они тука комфортно да се осеќат во Македонија. За жал, не успеаме само едно да средиме, тоа е лесно и едноставно вработување на украински бегалци кои би сакали тука да заработуваат некој динар за да може да обстојат. Во држава да биде полесно, ама мислам, се надевам со време и тоа ќе го пречекораме. Емисијата ја предложуваме со веста за анализата што сакаат младите, професиите на иднината бараат знаења и вештини денес, изработена од Институтот за добро управување и евроатлантски перспективи, која беше разгледана на седница на Националниот совет за евроинтеграција, на која беа усвоени и препораките од неа. Документот препорачува квалитетни работни места за младите, соодветни плати, законско регулирање на работата од дома, флексибилно работно време, социјално и здравствено осигурување за фриленсерите, но и 0% персонален данок за младите во IT секторот. Покрај ова, во анализата се препорачуваат законски решенија за платена пракса и волонтирање на младите, стимулирање на компаниите да нудат приватно здравствено осигурување како алтернатива на преоптовареното јавно здравство, вклучување на младите во борбата против корупцијата и за здрава животна средина. Овој проект беше спроведен лани со учество од над 30 млади организации со цел подигнување на јавната свест за проблемот со младинската невработеност. Последната вест за денеска е информацијата за вклучувањето на млади уметници во борбата против малите хидроцентрали. Дела на Ивана Самандова, Филип Лафазановски и Владко Деков беа дел од изложбата Каде реката текла, пак е тече, што се одржа во Центар Јадро во организација на Екосвест. Преку фотографии и видео есеи, уметниците ги представија штетите врз природата кои ги предизвикува изградбата на малите хидроцентрали.
Во овие визуализации е прикажано како изградбата на бариери го фрагментираат речното корито и го попречуваат слободното движење на рибите, како се канализира водата во цевки и се оставаат суви речни корита, како се сечат шумите и се уништуваат шумските живеалишта, а се прикажува и ерозија на теренот, загадување на водите и многу други штети врз природата, реките и екосистемите. Во моментов на дивите и недопрени реки низ земјава се изградени 98 мали хидроцентрали, а се планира изградба на уште најмалку 50 нови. Поголем дел од нив се градат во некои од најатрактивните речни долини, во строго заштитени и значени подрачја, без јавни консултации и без студии за оцена на влијанието врз животната средина. Тоа е се за денешниот шорткат. Пишете ни на Инстаграм и ТикТок и читајте ја рубриката Ctrl+Z на Мета Мака. Се гледаме следната недела во исто време. Чао!